Почитувани, последниве неколку месеци сме сведоци како државата се соочува со огромно поскапување на цената на брашното и лебот. А сега, откако изби војната во Украина, под знак прашалник се стави нивото на стоковите резерви во Република Македонија. Владата излегува со различни изјави, дека има, па дека нема доволно стокови резерви на пченица, за потоа да излезе председателот на соседна Република Србија и да каже дека ќе отстапи 50.000 тони пченица и 25.000 тони пченка по барање на владата на Република Македонија. Доколку имаше доволно пченица, тогаш зошто владата не пушти во оптек дел од стоковите резерви, за да се спречи покачување на цената на брашното и лебот, кој веќе и така драстично е покачена. Владата катастрофално менаџира и дозволи во последните години и пол цената на брашното да се зголеми за речиси 40%. Главната причина за поскапувањето е зависноста од увоз на пченица и брашно, која е последица на намаленото домашно производство на пченица во последните 5 години, додека СДСМ управува со државата. Почитувани, просечните годишни потреби на Македонија за пченица се некаде над 300.000 тони. Во последните неколку години, кога СДСМ е на власт, годишното производство се движи околу 240.000 тони или 20% помалку од годишните потреби. Но вака не беше секогаш. Само за споредба во 2016 година, кога со владата управуваше ВМРО ДПМН, произведено е над 300.000 тони пченица. Тоа е сосема доволно да ги покрие годишните потреби и потрошувачката на државата. По оваа година производството на пченица драстично опаѓа, а вкупните површини посејани по пченица се намалени за 10.000 хектари во последниве 5 години. СДСМ ја стави Македонија во опасност. Иако државата има можност за производство на доволно пченица за собствените потреби, поради лошите политики производството е намалено. Ова мора да се смени. Затоа се потребни промени. Затоа се потребни брзи предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.